Министерот за локална самоуправа Иван Стојковиќ денеска имаше блицредба и заедничка пресконференција со градоначалникот на општина Кочани Владко Грозданов, каде споделија значајна информација поврзана со повредените во дискотеката Пулс за нивното понатамошно лекување. И од нивна страна ми беше сугерирано дека они комуницирале со нивните лекари во Србија и лекарите им рекле дека доколку до септември не се одвие последната фаза од нивното лекување, тогаш настанува така наречено задебелување на кожата и тогаш настануваат посериозни последици, односно не ќе може да ги употребуваат прсите, раците и слично. И во тој аспект потребна е некаква хируршка интервенција која мора да се случи најдоцна до септември. Јас си мети дека ќе разговарам со дел од раководството на Србија и дека ќе се обидеме да ги разрешиме проблемите, затоа што проблемите настануваат во оној момент кога Фондот за здравство на нашата држава и Фондот за здравство на Република Србија немаат никаков договор со кој на некој начин би се ретрансферирале средства за тие операции, а тие операции се поприлично скапи. Јас разговарав со државното раководство на Србија и имав среќа уште од првиот разговор во тек на еден ден да го, условно кажано, разрешиме целиот проблем, да прифати и српското државно раководство медицинскиот третман на децата кои се повредени во Белград да се одвива на сметка на Фондот за здравство на Република Србија. Веднаш за тоа го информирав нашиот премиер. Премиерот веќе стапи во контакт со српската влада, веќе се формирани тимови на ниво на Министерство за здравство и на ниво на фондови за здравство и работата е ставена во колотечина. Градоначалникот Грозданов ја искажа својата голема благодарност до министерот за брзата и ефективна реакција, која може да биде од исклучителна важност за успешно заздравување од последиците од трагедијата.